Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 на минути ќе говориме на тема халитоза, односно непријатен мирис од устата или лош здив. Мој денешен гостин и соговорник на оваа тема е професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет и професор на катедрата за болести на устата и пародонтот. Професор Ивановски, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Добар ден до вашите гледачи и благодарам за поканата. За денеска не секојдневна тема, но доста застапена проблематика, предпоставувам, кај пошироката популација. На почеток, што представува халитозата и колкав процент од населението се соочува со лош здив или лош мирис во устата? Добро рековте, малку невообичаена тема, но кај населението, кај популацијата која што бара помош, секако представува проблем. Човековиот здив содржи различни хемиски субстанции и гасови кои што го даваат квалитетот на издишаниот воздух. Понекогаш индивидуите чувствуваат непријатност или околината нивна чувствува непријатен здив. Халитоза е поимот кој што го означува овој непријатен здив, а самиот збор потекнува од латинскиот и грчкиот јазик. Халитос значи издишан воздух, а озис на грчки означува патолошки изменет. Конкретно на вашето прашање, халитозата или представува еден симптом кој што се карактеризира со непријатен здив кој што произлегува од устата, а потеклото на тој непријатен здив може да биде од различни состојби и заболувања во самата орална празнина или пак од други органи и системи. Во главном, тој непријатен здив се должи на различни испарливи гасови и во 90% од случаите тоа се сулфурни испарливи гасови кои што го предизвикуваат. Од тука е тој непријатен здив. Но и бактериите кои што се присутни во устата, нивната активност всушност врз различни органски супстрати, органски соединенија во устата предизвикува ослободување на такви непријатни испарливи гасови кои што го предизвикуваат лошиот здив. Ме прашавте за застапеноста. Различни се податоците во литературата, различни истражувања добиле различни податоци, меѓутоа она што е општо прифатено е дека халитозата е застапена со некаде околу 30% кај возрастната популација. Сепак процентот не е мал. Знаете, понекогаш една третина би се рекло. Така, понекогаш луѓето кај кои што е присутна таа халитозата можеби не ја чувствуваат. Тоа е исто поголемиот проблем. Тоа е социјален проблем. Тие од непосредната околина, најблиските, дали се сопружник, сопруга, роднини поблиски, колеги на работа, тоа го чувствуваат и тие го известуваат. Индивидуата не е ни свесна, бидејќи може да се адаптира на тој непријатен мирис. Да, и тука и најголемиот социјален проблем би се рекло и пристапот како да се објасни, како да му се укаже да му се каже на човекот дека има непријатен мирис. Тука ќе ги поканеме и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашање за денешната тема непријатен мирис од устата, лош здив или стручно халитоза, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02 3116 566. Мој денешен гостин и соговорник на оваа тема е професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет од катедрата за болести на уста и пародонтот при истоимениот факултет. Професоре, цело време говориме за мирисот, непријатниот мирис, можеби тоа е и најспецифичниот симптом кога станува збор за халитозата, меѓутоа има ли некои други знаци, симптоми кои покрај непријатниот мирис може да укажа за ваква состојба? Значи, самата халитоза е симптом или е последица на некое друго патолошко случување.
Поради тоа таа не е посебна диагноза, туку е симптом на нешто друго што се случува во организмот. Поради тоа не можеме да збориме за други знаци. Може би подобро, како информација за вашите гледачи, би било да спомнеме за какви видови на халитоза постојат. Според Асоциацијата на меѓународна за следење на халитозата, постојат два вида на халитоза: вистинска и лажна. Вистинската халитоза е таква состојба кога индивидуата чувствува непријатен мирис и тој е изразен, тој мирис, и го чувствуваат и во околината на самата индивидуа. Таа може да биде патолошка, а може да биде и физиолошка халитоза. Патолошката халитоза е кога тој непријатен здив е присутен и е предизвикан од некакво заболување или некаква состојба, најчесто присутна во устата на индивидуата, и таа е присутна кај 80 до 90% од сите непријатни, од вкупната застапеност на халитозата е поврзана со промени во устата. Таа е интраорална патолошка халитоза. Но во одреден процент заболувањата на органите и на други системски заболувања може да предизвикаат непријатен здив кој што преку белите дробови повторно се чувствува од устата. И интересно е за вашите гледачи да истакнеме онаа физиолошка халитоза, која што е минлива халитоза и која што е присутна кај сите луѓе. Тоа е онаа халитоза или непријатен здив кој што е присутен во раните утрински часови, веднаш после станување. И тоа е физиолошко. Зошто? Затоа што во текот на сонот нема никаква активност во устата, нема доволно лачење, или велиме воопшто нема лачење на плунката, нема самочистење во устата, и таа халитоза најчесто потекнува од горната површина на јазикот заради размножување на бактерии во текот на самата ноќ, во текот на сонот. Колку системските заболувања, да ги споменеме, диабетесот како хронична состојба, им доста често и диабетичарите се соочуваат со ваква состојба, исто пациентите со кардиоваскуларни заболувања, дури и пациенти кои се на редовна хронична терапија. Колку тоа може да иницира или да ја истакне халитозата? Може и така да зборуваме. Тоа се во помал процент причини кои што придонесуваат до халитоза. Но главната, како што рековте, е во устата. Главната е во устата, во 80 до 90% од случаите, но ова што вие ме прашавте конкретно точно заболувањата, пред се на органите за варење. И тоа хранопроводот и жалудникот. Проблемите кои што тука настануваат може да предизвикат оној познатиот гастроезофагеален рефлукс и враќање на кисел желудечен содржај. Тоа придонесува создавање на испарливи гасови кои што доаѓаат во устата. Понатаму дијабетот, вие го спомнавте, точно кај диабетичарите, особено кај оние кај што не е соодветно контролиран диабетот, заради одредени субстанци, зголеменото ниво на шеќер во крвта и создавање на различни други метаболити во крвта, и преку размена на гасовите во белите дробови, тие гасови пристигнуваат во устата и карактеристичен оној мирис на ацетон кај диабетичарите. Понатаму бубрежните болни, исто така кај инсуфициенција, кај што е пореметена функцијата на бубрезите, кај што нема одстранување од крвта на оние токсични продукти како што е урејата, креатининот, преку циркулацијата, и тоа доведува до непријатна мирисба од устата на тие индивидуи. Заболувањата на црниот дроб, исто така. Па да ги спомнеме пушењето, алкохолизмот, исто така доаѓа до ресорпција на алкохолот и на издувните тутунот, сулфурни соединенија, кои што преку белите дробови повторно се доаѓаат до манифестација на тој лош здив од устата. Тоа се тие општи фактори, или би рекол екстраорални, но оние позначајните, главните фактори кои што почесто предизвикуваат, би рекол, главните, но почесто ја предизвикуваат таа непријатна миризба или лош здив, се пред се
обложениот јазик. Во една студија на 2000 испитаници утврдено дека кај 43% причината бил обложениот јазик. Тоа се наслагите што ги имаме на јазикот. Јазикот, горната површина на јазикот, нормално содржи така наречени кончести папили, кои што во одредени ситуации можат да се зголемат и да бидат идеално место за насобирање на голем број на бактерии и остатоци од храна, па бактериите, разградувајќи ги тие остатоци од храна, овозможуваат создавање на тие испарливи сулфурни соединенија пред се и појава на тој лош здив од устата. Освен обложениот јазик, тука се и заболувањата на пародонтот, воспалението на гингивата, за кое што сме зборувале во вашите емисии, присуството на пародонталните джепови, оние простори помеѓу забното месо и забот, особено ако се тие подлабоки, се идеално место за задршка на тие грам-негативни анаеробни бактерии кои што и најмногу придонесуваат за создавање на овие испарливи сулфурни соединенија. Да не ги заборавиме и проблемите со забите. Оралната хигиена пред се. И тоа, ќе збориме ако имаме време и за тоа. За превенцијата. Но зборот ми беше повеќе на оние гангренозни заби или за останати корени во устата, отежното никнење на третите катници. Значи, бројни се причините кои што овозможуваат создавање на такви испарливи сулфурни соединенија. Пред да отидеме на диагностиката и да се лоцира точната причина како тоа се одвива, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. И до вас, до сите телевизија. Вака, јас имам истата, што вика докторот, која зборувам, лош мирис имам и трам ми е дури да зборам со некој вака многу мириса. Така. И чаре, што да правим? Така, дали имате некоја... Погував од бубрези, имав камена бубрези, искршив камената и црниот дроб не ми е добро баш. Така, така. Во ред секако ќе добиете совет од професорот Ивановски како да постапите или да ја ублажите оваа состојба за да немате навистина вакво непријатно чувство кога говорите. Ова се најреалните и најчестите проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Што го слушнавме кај вашиот гледач, се наведе две состојби кои што ние ги спомнавме во разговорот. Проблеми со бубрезите, не знаеме сега докаде заболувањето со бубрезите, но и проблеми со црниот дроб. Тоа се и метаболички некои нарушувања кои што преку циркулацијата предизвикуваат да тој човек, односно вашиот гледач, чувствува непријатен мирис при говорењето, кажа. Она што би бил совет за вашиот гледач е задолжително контрола и терапија на тие системски заболувања со контролирање и санирање на системските заболувања, лекување, во голема мерка ќе се придонесе и за намалување на тој непријатен мирис. Но, доколку имаме време, подоцна ќе ги споменеме генерално советите на самиот крај, да не ги држиме гледачите останати на линија, да ги слушнеме и нивните прашања. Почитувани, во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме, во програма сте, повелете. Добро утро. Добар ден. Сакам да прашам. Синов кај мене имаше така исто лош здив. Беше речено дека е од забите ги остраи, значи, а се уште се чувствува таа непријатност, нели, беше многу појака, без ме и на уво носи грло, значи, се е во ред тоа, значи, нема такви тие како гнојни топчиња, да речем ја, така, нели, на грлото. А се уште се осеќа така, нели, некоја непријатна, не многу јака мирисва, ама па се уште постои. Рековте ги острани од забите, сега има импланти или... Не. Забите се лично негови. Така, ги има средено, така. Да, значи, сега забите се средени, се е во ред. Ама постои се уште онака, кога инако беше многу јак непријатен мирис. Дали има некој лек за тоа, постои ли некој лек за тоа сега? Во ред, и вие ќе добиете совет за вашиот син. Ви благодариме за јавувањето. Совет,
прво и основно консултација со стоматолог. Нека направи консултација со матичниот стоматолог. Доколку не добие соодветно решение на непријатната состојба, тогаш нека побара помош на клиниката за болести на устата и пародонтот, каде што ќе се направи детален преглед и уште некои испитувања. Но она што го слушнав кај гледачката, ги средил забите, Да. Затоа сакам стоматолог уште еднаш да го погледне тоа, може да бидат средени забите, но може да останат простори помеѓу забите кои што се идеално место за втиснување на храна. Така. Ете ја причината за непријатната миризба. И таа храна обстојува и е подлога за бактерии, да, убаво реков. Она што го кажавте, бактериите ги разградуваат и ослободуваат такви гасови. Она што го спомнавме, јазикот, чистењето на јазикот, дополнително ќе зборуваме и за тоа, е исто значаен фактор. Значи, независно што ги средил забите пациентот, треба уште еден темелен преглед од страна на стоматолог да се направи и да се откријат внимателно кои се тие причини кои што предизвикуваат, бидејќи се бројни. Так, професоре, веќе кога сме кај причините, како се диагностицира, како се открива причината? Постои ли кај вас на факултетот некој механизам, апаратура, како може да се лоцира кој е изворот на непријатниот мирис? Да. Основен, би рекол, диагностички тест кој што одамна постои и се уште го користиме е така наречениот органолептичен тест. Испитувачот или во конкретниот случај стоматологот седи пред пациентот кој што се жали на непријатна миризба на растојание од 10 сантиметри и го чувствува со носот на испитувачот дали тој непријатен мирис е вистински присутен. И во зависност од интензитетот го определува во скалата од 0 па до 5. Тоа е можеби малку непријатен преглед и за самиот пациент, така, и за стоматологот, и понекогаш и се избегнува. Она што е објективно мерење на овие цело време што ги спомнуваме испарливи гасови кои што ја дават непријатната миризба е со апарати, а тоа се гас хроматографи. Так. Но верувајте, тоа се многу огромни, скапи апарати и во стоматологијата тие не се користат. Не се користат. Постојат пософистицирани апарати и еден таков набавивме, односно е донација на стоматолошкиот факултет, а тоа е орал хромата, тоа е релативно мал апарат со кој што на многу едноставен начин се зема со мал шприц пластичен воздух од устата на самиот пациент кој што се жали на непријатна миризба, тој воздух се внесува во апаратот и во рок од 4 минути ние добиваме реални вредности за присуството на определени сулфурни соединенија кои што предизвикуваат непријатна миризба од устата. И тоа со овој апарат се определуваат трите најчести сулфурни соединенија кои што предизвикуваат халитоза: сулфур водород, сулфур меркаптан и диметилсулфид. И врз основа на застапеноста нивната концентрација, ние можеме да процениме од каде потекнува халитозата. Так. А да речеме, да претпоставиме, ако е во голема концентрација застапен сулфуроводородот, тогаш ни сугерира дека станува збор за воспаление на гингивата и лоша орална хигиена. Но што е уште позначајно, ако забележиме големи концентрации на диметилсулфидот, тогаш ни укажува да не ја бараме причината во устата, туку на нешто системско. Некој внатрешен орган. Така да добар показател ни е овој диагностички апарат кој што го имаме на нашиот факултет. Така, Јас не би сакал сега телефони да оставам тука, но би оставил во редакцијата на крај, доколку сакаат гледачите да се јават. На пријавници или во режија ќе се јават сите заинтересирани, бидејќи навистина времето ни е ограничено, да допојасниме, еве, некој генерален совет како се третира. Слушнавме примери и од двајцата гледачи, бараат помош, како вие цело време кажувате, наслагите плагот кој го има на јазикот, може би е една од главните причини за непријатниот мирис. Како да се надмине оваа состојба за да се ублажи тој непријатен мирис? Би рекол, најнапред е потребно да се открие од каде потекнува таа непријатна миризба. И она што е прво да се разграничи, дали потекнува од устата или е
од некои органи или системски Од тоа всушност заболувања. зависи и третманот, Многу претпоставувам. едноставен тест постои, стоматолозите тоа го знаат, на пациентот му се вели да ја затвори устата и да дише само на нос. Доколку и преку нос се чувствува таа непријатна миризба, тогаш голема е веројатноста да потекнува од некое системско заболување. Ако ние го откриеме причината, многу лесно ќе се справиме и со таа непријатна миризба од устата. Она што се однесува за советите кои што можеме вака во вашата едукативна емисија да ги дадеме за гледачите и да бидат корисни е најсоодветно одржување на орална хигиена. И на прво место ќе го спомнам она што и најмногу предизвикува орална халитоза, а тоа е темелно чистење на јазикот. Како да го направат тоа граѓаните? Секогаш кога ги мијат зъбите, редовно, нели, она што го препорачуваме ние како стоматолози е 2 пати на ден редовно четкање темелно на зъбите. При четкањето на зъбите, освен тоа што со самата четка може да поминат по горната површина на јазикот неколку пати да ги отстранат тие наслојки, постојат и во сите аптеки се достапни така наречени чистачи за јазик. Вашите гледачи може да појдат во аптека и да побарат чистач за јазик. Тоа е една многу убава малечка направа, пластична, со која што секоја индивидуа после четкањето на зъбите може неколку пати да помине по горната површина на јазикот Безболно е, претпоставувам, да. Без голем притисок, лесно, и на тој начин ќе забележи колку наслојки ќе се отстранат од горната површина на јазикот. Темелно четкање на зъбите, интерденталното чистење, да не го заборавиме, за кое што во вашите емисии сме зборувале, бидејќи на тој начин се отстрануваат сите оние остатоци од храна помеѓу зъбите, кои што исто така предизвикуваат непријатна миризба. Санирање на болестите во устата, кариесот пред се, кариесот, особено длабоките кариеси, гангренозните зъби, и она што можеби не го спомнавме кај пациентите кои што имаат протетички надоместоци. Особено фиксните протетички надоместоци, коронки, мостови, кај нив има поголема задршка на остатоци од храна после јадењето, после оброците. Тука темелно чистење на тие простори кај вештачките коронки под телото на мостот е особено значајно за да се намали присуството на овој непријатен симптом кој што им задава проблеми на нашите луѓе. Навистина еве изслушнавме и ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи на ова доста честа проблематика, но малку зборувана тема, и со задоволство ве очекувам да бидете повторно мој гостин во магазин Здравје на некоја друга тема од областа на стоматологијата. Ви благодарам, Александра, за поканата. Секогаш избирате навистина интересни теми и мислам дека се од едукативен карактер за вашите гледачи. Ви благодарам, професоре. Почитувани, тука завршуваме со разговорот, одиме со реклами. Денешен мој гостин и соговорник беше професор доктор Киро Ивановски, декан на стоматолошкиот факултет Скопје и професор на катедрата за болести на уста и пародонтот. Одиме со реклами и се враќаме повторно назад во студиото.